Од денеска од 17 часот граѓаните ќе можат да подигнат бесплатни билети за кошаркарскиот надпревар помеѓу сениорските репрезентации на Македонија и Романија, што ќе се одржи утре вечер со почеток во 20 часот во спортската сала во Куманово во организација на Кошаркарската федерација на Македонија, информираше на денешната пресконференција градоначалникот Максим Димитриевски, одржана по повод свеченото отворање на реконструираниот спортски објект. Подигањето на билетите ќе се реализира по принципот прв дојден прв услужен, при што едно лице може да подигне еден билет на билетарата на западен влез во спортската сала со лична карта, потенцираше Димитриевски. Еве дојде и тој момент, за мене е чест и задоволство денеска на пресконференција да објавам дека утре официјално ќе се отвори за употреба реконструираната спортска сала во Куманово, проект на кој што општина Куманово и вработени во општина Куманово работат веќе 4 години и можам да кажам дека сме горди како локална самоуправа што со сопствени средства успеавме овој заборавен објект кој што беше оставен на забот на времето да го адаптираме во една ваква целина и комплетно од внатре да го реконструираме, што истиот доби потврда и од техничкиот надзор за понатамошна употреба, а истиот ги исполнува сите меѓународни стандарди и по ФИБА и по останати светски спортски федерации за одржување на меѓународни надпревари. Исто така во оваа прилика сакам да информирам јавноста, а исто така и вас новинарите, дека реконструкцијата на овој спортски објект, како што го гледате, до сега граѓаните на Куманово ги чинеше нешто повеќе од 121 милион денари, или тоа е некаде околу 2 милиони евра, и дополнителни средства од околу 550.000 евра, кои што беа обезбедени преку североисточниот плански регион. Завршен е комплетно променет кровниот покривач со изолација, дополнително изработени сите подови со епоксидни смоли, сите влезови на објектот, сите санитарни јазди, комплетно е преработена фекалната и атмосферската канализација на објектот и дополнително спортскиот покривач или спортската подлога, спортскиот терен, целосна реконструкција на боксерската сала, дополнително изградена и стрелана која што ќе се користи за тренирање на спортски стрелци во иднина, теретана, голем број на простории со облекувални кои што ги задоволуваат сите меѓународни стандарди и уште многу други инвестиции поврзани со осветлување, информирање, оној фамозен семафор кој што го гледате зад мене, кој што на други места чини двојно па и повеќе поскапо во однос на нашиот и така наам. Комплетната реконструкција на целиот објект чини некаде околу 6,5 милиони евра по тогашните проценети вредности на материјалите. Ние успеавме ова до сега во ваква состојба да го доведеме со средства двојно помали од предвидените. Останува во оваа спортска сала, без разлика што има добиено технички услови за функционирање на истата и од аспект на безбедност ги задоволува сите стандарди, значи фазата греење, ладење, проветрување, филтрација, дополнителна фаза партерно уредување од надвор на спортската сала и третото, новиот момент кој што го вградивме во проектот, а тоа е изградба на комплетен фотоволтаичен систем на кровната површина на кровниот потрошувач, бидејќи самата спортска сала и сите ваков тип на објекти се многу тешки за одржување, особено во делот на потрошената електрична енергија, што малку од малку иста во оваа инвестиција ќе го трансформира истиот во самоодржлив објект. Капацитетот е делумно намален, бидејќи целта во реконструкцијата беше да салата исполнува ФИБА стандарди. Значи, денеска разговараме за нешто околу 4000 места, се зависно од стручните служби кои вршат надзор на самите утакмици. Како што гледате, вечерва ќе имаме во салата нешто околу 3200, можеби 3300 места за да
граѓаните можат да седнат, бидејќи согласно меѓународните стандарди не е дозволено стоење на утакмица. Во минатото салата исто така се движеше со капацитет околу 4 до 4.500 гледачи, но некогаш знаеше по принцип на стоење да се пополни и со над 5.500 гледачи. Добивме средства од владата за дополнителните ставки и за оваа прилика сакам да се заблагодарам и на владата, и на премиерот, и ресорните министерства дека има разбирање за тие наши апликации. Се работи за 3 апликации, тоа е инсталација и опрема, мислејќи на системот за грејење, ладење, затоплување, филтрација и вентилација, кој што е некаде 45 милиони денари, ни се одобрени средствата, инаку предвидени согласно проектна документација се над 60 милиони денари, но мислам дека ќе успееме и со овие средства да го направиме тоа. Значи, фаза електротехника или дополнително фотоволтаичен систем изградба, околу 10 милиони денари и партерно уредување околу салата во износ од 15 милиони денари. Тие средства, значи, се обезбедени, веќе поминаа во државниот ребаланс, дополнително поминаа и на ребаланс на Советот на седница на општина Куманово, за што им се заблагодарувам на сите советници што го гласаа тој ребаланс кој што беше во понеделник, и веќе од следната недела ќе се распишат јавни повици, променете планот за јавни набавки, каде што ќе се бараат најсоодветни изведувачи кои што ќе учествуваат, ги повикувам сите изведувачи од овие дејности да се пријават на тие тендери, се со цел да добиеме најдобар квалитет за најниска цена. Утре на 2 август, националниот ден на сите македонци, на цела Македонија, го ставаме во употреба и исто така во соработка со Кошаркарската федерација на Македонија ќе се организира меч за светскиот куп или квалификации за светско првенство помеѓу репрезентацијата на Македонија и репрезентацијата на Романија. Во оваа прилика ги повикувам сите кумановчани кои што утре на овој убав ден имаат можност да дојдат и да го проследат надпреварот, и воедно во оваа прилика сакам да информирам дека целосната организација за надпреварот е во надлежност на Кошаркарската федерација на Македонија. Влезот ќе биде бесплатен, но секако, бидејќи согласно ФИБА стандардите и меѓународните стандардите, бројот на местата ќе биде ограничен, што значи ќе има бесплатни карти кои што ќе се делат на билетарата, која што се наоѓа под западниот дел на влезот на спортската сала, и ќе отпочнат да се делат бесплатно на секој човек кој што ќе дојде и со лична карта ќе се представи, по една карта ќе може да подигне секој граѓанин, истата ќе биде бесплатна и ќе бидат услужени сите оние граѓани по принципот прв дојден, прв услужен. Дополнително, значи, се обезбедени одреден број на бесплатни карти на нашите традиционални подржувачи или кошаркарски фанови од навивачките екипи, помеѓу кои една од водечките е Кумани, и дополнителен број на официјални гости. Во оваа пригода ќе доделам во својство на представник на градот, значи, неколку плакети и признанија на лица кои што се поврзани со историјатот на овој наш спортски објект, почнувајќи, значи, од архитектите на овој објект, а исто така и најстариот спортски работник во градот и дополнително спортски работници кои што директно работеле и се вложиле самите себе си и нивната професионална кариера ја граделе токму овде на оваа место.